Со почетокот на неделата почнува и главната расправа за ребалансот на буџетот во матичната собраниска комисија. Ќе гласате ли за предложениот ребаланс? Па овој ребаланс не може и не треба да биде прифатен, затоа што пред се тој ќе нанесе големи штети на економијата. Имено тој не само што не се обидува да одговори на клучниот проблем денешен во македонската економија, растечката неликвидност, туку според она како е структуриран, тој и на некој начин ќе ја зголеми неликвидноста. Имено инвестиционите ставки, делот за јавни инвестиции се крати за 84 милиони евра, додека пак делот за тековни трошоци се зголемува за цели 10 милиони евра. Ова не беше само ребаланс за да се одговори на намалените приходи, туку практично се смени политиката, односно од развојните проекти одат пари во здравство и социјала. Не е точно. Поединечно министерство што има најголеми зголемувања на расходната страна, значи што ќе троши најмногу, е Министерството за внатрешни работи. Каков одговор на кризата или со што ќе придонесеме за ублажување на кризата и на социјалните последици на кризата со тоа што ќе го зголемиме буџетот на МВР. И тоа видите сега на пример со овој ребаланс забележуваме еден исчекор и досега МВР немаше проблем да земе онолку колку што му треба од буџетот преку даноците. Меѓутоа сега самото МВР, веројатно согледувајќи дека буџетот е во тешка состојба, ги зголемува приливите за фантастични речиси 35%. Значи приближно 9 милиони евра повеќе МВР ќе приходува од граѓаните, поточно, да кажеме без лак на јазикот, ќе ги ограби граѓаните, затоа што најголем дел од овие екстра приходи на МВР се должат на пример, некои чисто ограбувачки процедури, како што е, например, процедурата за итно вадење на пасош, значи нешто што треба да биде исклучок, станува правило, редовното вадење пасош се суспендира и на секој издаден пасош МВР сосема нелегитимно, неправедно прави дополнителен ќар од 50 евра. Ако е тоа начин на кој што им се помага на граѓаните во кризата, мора да признам дека владата има прилично бизарно сваќање на тоа како им помага на состојните граѓани во кризата. Дали како претседател на комисијата за финансирање буџет сте ги исцрпиле сите можности да дознаете каде завршуваат тие пари, бидејќи како што паметам главните ваши забелешки беа дека во последен момент се трошат, се прават пренамени на крајот на годината и практично не се знае. Мислам да се каже каде одат, а не во една широка ставка стоки и услуги. И со доаѓањето на оваа влада, на ВМРО на власт, ние имаме еден страшен расчекор. Сега буџетот на МВР е дупло поголем од буџетот на Министерството за одбрана. Значи еден многу неповолен тренд што покажува дека реално влијанието на Министерството за внатрешни работи во општеството и во државата станува неверојатно големо. Втора битна работа е точно да се воспостави контрола како тие пари се трошат. Комисијата за финансирање и буџет ги има исцрпено сите можности во тој дел. Треба Комисијата за одбрана и безбедност да се заинтересира како тие пари се трошат. Особено затоа што владачкото мнозинство, например, на неколку пати досега одби да се разгледуваат и самите ревизорски извештаи. Меѓутоа, она што е уште поинтересно е дека МВР, како едно од министерствата што најмногу троши, веќе 2 години не е предмет на анализа на Државниот завод за ревизија. На економијата се вратиме. Народната банка намали основната камата на 5%, што е исклучително ниско ниво во последните години, но од друга страна Министерството за финансии продолжува и покрај редовните и со оние вонредни аукции на државни записи за потребите на буџетот, со што се вади ликвидноста наместо да оди за кредитирање на стопанството, практично оди за полнење на буџетот на државата. Како може да се одрази врз развојот и врз растот ваквата буџетска политика? Сите предвидувања укажуваат на фактот дека државата ќе мора да го зголеми домашното задолжување, затоа што, како што се увери самиот министер Ставревски, пари по прифатливи камати на комерцијалните пазари нема, што значи дека во втората половина на годината ќе имаме уште поинтензивно домашно задолжување. Тоа е едноставно затоа што за ваквите трошења што владата ги проектира, непродуктивни тековни трошења, нема друг начин каде и како да
најде пари. Министерот за финансии каже еден битен податок минатата недела дека увозот е намален, односно потрошувачката е намалена. Тоа народски кажано значи дека стандардот паѓа. Значи како со сите овие показатели падот на стандардот го оценувате високиот рейтинг на власт? Пред 4 години ВМРО-ДПМН и премиерот дојдоа на власт токму со имиджот на економски реформатори, на менаџерски ориентирани политичари, на технократи во политиката, и тоа беше генералната перцепција, асоциациите што се врзуваа, например, за премиерот. Сега 4 години подоцна, ретко кој граѓанин премиерот го врзува со овие асоциации. Сега нашиот премиер, за жал, наместо технократ, економист, добар менаџер, стана професионален патриот. И се додека е така, ние ќе имаме за жал такви состојби во овие околности, кога луѓето чувствуваат дека со спорот што го имаме со Грција им се загрозува идентитетот. Овие прашања од економијата за жал се маргинализираат. Добро, аргументот на власта е дека дека кризата се случи, практично дека кризата е виновна за лошите економски показатели. Колку е кризата, колку е лоша политика? Комбинирано е. Се разбира дека никој разумен не може да го негира негативниот ефект на кризата, меѓутоа секој доблесен аналитичар ќе ви каже дека владиното прилагодување на кризата беше речиси никакво или промашено. Владата имаше убава реторика како планира со контрациклична политика се спротивстави на кризата, меѓутоа практиката е сосема спротивна, што го покажува овој ребаланс.